И добре дојдовте на бонус видеото кое нетрпеливо сите го чекавме. Во ова видео ќе дадеме идеи, начини и предлози за како да научите германски јазик. Се надеваме дека ова бонус видео многу ќе ви помогне во изучување на јазикот. Ако имате некоја идеја или начин на кој вие сте го подобриле јазикот, можете да ни пишете во коментар. И не заборавајте да не следите на Instagram и на YouTube. А сега да започнеме. Како да научите германски јазик? За почеток, на овој слайд ќе ги опишеме 4 сегменти при учењето на германскиот јазик, а тоа се читање, пишување, слушање или разбирање и на крајот зборување. За комплетно да се научи јазикот до напредно ниво, потребно е да се совладаат овие 4 елементи. Во следните неколку минути ќе опишеме примери и идеи за како да го совладате германскиот јазик полесно и побрзо. За почеток ќе ги споменеме начините на кои може полесно да го научите јазикот, а потоа ќе објасниме детално за секој од нив посебно. На почеток, читање на германски книги, речници, списанија и весници. Потоа, учење со помош на YouTube, учење со помош на вежби од интернет, учење на јазик преку школи за учење на германски јазик, користење на мобилни апликации, гледање телевизија, филмови, серии, вести и слично, слушање на музика, слушање на радио, разговарање на германски јазик, учење преку слушање и за крај живење или престој во Германија, Швајцарија или Австрија. Ова се сите идеи кои ќе ви ги објасниме во ова видео. За почеток, книги. Германски книги, речници и романи, кои ние ви ги предложуваме. На прво место е книгата Шрите. Шрите е книга за изучување на германски јазик, која се користи во школите за учење. Постои посебна книга за секој степен и ние во каналот Германски јазик онлайн се водиме според оваа книга со мали измени. На второ место е Дуден. Тоа е речник по германски јазик за кој сметаме дека сите барем некогаш сте слушнале за него. Но го препорачуваме при учење на понапредни нивоа. Следно, читање на романи на германски јазик, ќе дадеме и примери. Германски весници и списанија, како на пример Емил Унди детектив. Ова е класична книга за почетници во изучување и изучување на средно ниво на германски јазик. Објавена е во 1929 година и таа е позната германска книга за деца, за младо момче кое го напушта својот мал град за да патува во Берлин. Следно, што ќе ви препорачаме е Die unendliche Geschichte. Позната како приказна без крај, оваа книга раскажува фантастична приказна со која многумина од нас веќе се запознаени. Ако сте заинтересирани за литература со фантазија, оваа книга нуди совршена шанса да се запознаете со најчесто користениот речник на тој тип на жанр.
Die Verwandlung. Во оваа книга се користи едноставна граматика и кратки реченици, што ја прави оваа книга совршена за почетници во изучување на јазикот. Заплетот е донекаде и необичен, ја раскажува приказната за продавач кој се буди еден ден и открил дека е трансформиран во инсект. Речникот е релативно едноставен, а приказната е лесна за следење. Следен предлог е Homo Faba. На таа книга, интересната приказна и релативно основната граматика и вокабулар го прават овој роман одличен за почетници. Приказната го следи животот на инженер кој го цени рационалното и практичното размислување. Сепак возбудлив синџер настани го принудува да го преиспита својот поглед кон животот. Следен предлог Kinder und Hausmärchen. Некои од попознатите приказни во оваа книга вклучуваат Хензел und Гретел, Заспаната убавица, Пепелашка, Црвенкапа, Седумте гаврани, Двездените пари и Градските музичари во Бремен. И Die Deutsche Seele. Што може да ве научи оваа книга? Германска култура и релевантен културен речник. Во оваа книга, позната како Германската душа, авторите зборуваат за тоа што значи да се биде германец. Што ги дефинира германската култура и наследство, што го прави некој германец или нешто германско. Тоа баш беа нашите предлози за книги, речници и романи. А сега продолжуваме со YouTube канали. YouTube канали за германски јазик. На прво место го ставаме нашиот канал или германски јазик онлайн. Тоа е единствениот YouTube канал кој е германско-македонски и снима редовно по 1 до 2 видеа неделно. Каналот содржи предавања по класичен редослед како во училница, од ниво за комплетни почетници, односно ниво А1, па се до А2 и понатаму за понапредни нивоа. Освен тоа, се снимаат и бонус видеа кои се поврзани со занимливости, поврзани со Германија, квизови, игри и слично. Сите други канали се германско-англиски, па ако познавате англиски јазик, може да посетите некој од следниве. Easy German е канал во кој германци одат по улица и разговараат со случајни минувачи на теми поврзани со исхрана, животот во Германија и слично. Следен канал е Learn German. Тој е канал на кој повеќе се обрнува внимание на германската граматика. Видеата траат по неколку минути и се доволно добро објаснати за почетници или како помошно средство при учењето. Learn German with Anja е сличен канал како Learn German, во кој повеќе се обрнува внимание на граматиката со вежбање на реченици и примери. Следен канал е Hallo Deutsch Schule, потоа Easy Deutsch, Lingoni German, Dein Sprachcoach. Сите овие можете да ги посетите и да видите дека се слични. Learn German with Herr Antrim. Следно, ќе ви го препорачаме каналот Conor Sullivan. Тој е јутубер американец кој за време на живеењето во Германија го снима начинот на живот. Исто така, тој е почетник во изучување на јазикот, па можете да се сретнете видеа каде се обидува да зборува германски во продавница, пекара и слично. И како последен предлог, Kim Lian е YouTube канал на германка кој најчесто е поврзан со исхрана и рецепти. Па би можеле да го следите и да се обидете да разберите што зборува на германски јазик. Следно ќе ви препорачаме некои веб страни. Веб страни за учење германски. Прва и најважна веб страна би ја кажале makedonisch.info.
Тоа е веб страна на која можете да преведувате зборови од македонски на германски и обратно. Сепак бидете сигурни дека македонските зборови ги пишувате на кирилица. Бидејќи оваа страна е поточна, не ви препорачуваме да преведувате на Google Translate. Недостаток на оваа страница е тоа што не може да се преведуваат фрази или цели реченици, туку само по еден збор. А позитивна страна е тоа што освен превод можете да го видите родот на именката. Например, кај женските именки пишува буква Ф, кај машките М, во среден род Н. Следна веб страна е conjugator.reverso.net. Тоа е веб страна на која можете да го конјугирате кој било глагол во било кое време. Исто така, освен инфинитив на глаголот, може да го напишете конјугиран било кој глагол во било кое лице, за да видите за кој глагол се работи. Само не заборавајте да одберете германски јазик, бидејќи истата страна служи за конјугирање и на други јазици. Можете да конјугирате во презенс, претеритум, перфект, плусквамперфект, футур 1, футур 2, конјунктив 1 и 2 и императив. Да видиме како функционира страната makedonish.info. Значи овде ја имаме отворено и ќе напишеме некој збор на почеток на германски, например Fleisch. И излегува дека во превод е месо, а овде можете да забележите дека е во среден род, што ми ја пише буквата Н. Ако сакаме од македонски на германски да преведиме, например риба, оваа буква Ф значи дека риба е женски род, но во македонскиот јазик. Ако сакаме да видиме на германски, можеме да кликнеме на зборот и излегува дека е во машки род. Следно, да ви ја објасниме веб страната conjugator.reverso.net. Во моментот ја имаме отворено, имаме одберено германски јазик и треба да напишеме некој глагол, например глаголот trinken. И можеме да забележиме дека ни го конјугира зависно од лицата во сегашно време, во минато пишано време, во идно време и во различни други времиња. Конјунктив, императив, во партицип и слично. Останатите веб страни во табелата исто така можат да ви помогнат во учењето, а посебно при граматика. Например, easy-deutsch.d, meindeutschbuch.d, deutsch-perfect.com, deutschplus.net и секако можете слободно да напишете Deutsch lernen или Learn Deutsch на YouTube, на Google и ќе ви излезат и други страници за учење. Единствен недостаток е што никој не ви објаснува лично, туку е само напишан текст. Освен страниците, во било кој дел од германскиот јазик можете да напишете на Google, како што кажавме, и да најдете помошни информации или побарате вежби. А сега да објасниме за типови на школи. Школи за учење германски јазик. Ако сакате класично да учите германски јазик, можете да учите од некој тип на школа. Например, во училиште, на факултет, да запишете курс за странски јазици или онлайн часови по германски јазик. Или на крај,
бесплатно да учите од YouTube, од каналот Германски јазик онлайн, на ист начин како во било кој тип на школа, каде би платиле огромна сума. Следно што ќе опишеме се апликации на мобилен телефон за учење германски. Како прва апликација, сите ја знаете, Duolingo е апликација која што нуди курс за студенти по германски јазик, што вклучува стотици кратки персонализирани часови. Duolingo се стреми да го направи учењето јазик забавно и достапно за секого. Часовите по германски јазик на апликацијата се дизајнирани како игри, што нудат предизвици и награди, додека се поминат одредени степени за учење. Средна апликација е апликацијата Tandem. Тоа е апликација за размена на јазици, на што ги поврзува изучувачите на јазик со некој кој зборува мајчин јазик, па можат да разговараат преку текстуален или гласовен разговор. Апликацијата поддржува околу 300 јазици и накратко кажано вие разговарате со германец кој сака да учи македонски или некој друг јазик кој го зборувате вие. Ова е една од најдобрите апликации за учење на било кој јазик. Следен предлог би дале Busuu, Linguist, Memrise, Rocket Languages. Ова е една од најсеопфатните апликации за германски јазик со целосен курс во овој дел. Rocket Languages може да биде најдобрата апликација за учење германски ако сакате внимателно да ве води низ процесот на учење. Но оваа апликација е нешто поскапа од нејзините конкуренти. Следна е апликацијата Fluence. Исто е сеопфатна алатка за учење германски јазик што поддржува почетници и напредни студенти. Курсевите за апликацијата Fluence мешаат содржини што се фокусираат на зборување, читање, пишување и слушање. Следна една од најинтересните апликации, а тоа е 14.000 германски глаголи. Тоа е германска граматичка алатка која конјугира над 14.000 глаголи во сите времиња. Позитивните страни се тоа што апликацијата доаѓа со гласовна карактеристика што дава правилен изговор на глаголите во сите времиња. Следно би ја споменале Deadidas. Тоа е апликација што им помага на студентите брзо да бараат статии со пишување специфични именки. Апликацијата исто така содржи квизови слични на игра што ја зајакнуваат меморијата на именките. Следно е апликацијата Rosetta Stone, која се надеваме дека сте ја слушнале до сега, им овозможува на студентите пристап до една од најсеопфатните алатки за учење германски јазик. Позитивни страни се тоа што апликацијата носи лекции за учениците кои се базираат на заеднички теми како што се бизнис, патување и секојдневниот живот. А со плаќање студентите може да добијат настава поединечно со наставник. Следна е апликацијата Bilingva и Мој германски асистент. Тоа е македонско-германска апликација на која можат комплетните почетници да се запознаат со најосновниот вокабулар и фрази кои се поврзани во најразлични области како патување, хотел, ресторан, здравје, култура, активности и слично. За видеото да не трае предолго, ќе го поделиме на 2 делови. Вториот дел ќе излези за брзо време. Се надеваме дека ова бонус видео многу ќе ви помогне во изучување на јазикот и ако имате некоја идеја или начин на кој вие сте го подобриле учењето на јазикот, можете да го пишете во коментар. Не заборавајте да не следите на Instagram и на YouTube
и за брзо време да го очекувате вториот дел од видеото, каде ќе дадеме останати предлози.